Напоменав уште едно гостување во утринската програма на МТВ. Теоретското знаење е важно, но се чини дека без практичното го губи своето значење. Затоа колку праксата е важен дел од образованието, разговараме наредниве минути со нашите гости. Велам добро утро за господинот Дејан Димовски, директор на Средното училиште Ѓорче Петров, господинот Дарко Димитров, директор на Националната агенција за европски образовни програми, и Марија Петраска, една од многуте ученици кои што посетија практична настава во Романија. Ајде детали на самиот почеток, кога се случи сево ова, како дојде до соработката со Романија? Добро, значи прво да се заблагодарам на Националната агенција за европски образовни програми Мобилност, која што ја препозна нашата апликација и која што во многуте апликанти беше избрана како една од најдобрите и го добивме тој грант. Ова се случи во ноември месец, значи екипа од 20 ученици од текстилната струка, поточно од профилот конфекцијски техничар, заедно со две професорки, отидоа во градот Сату Маре во Романија, со кого што ние претходно имавме воспоставено соработка во претходните години, каде што извршува обука и практична работа во училиштето кое што ни беше партнер и во неколку компании од градот Сату Маре. Навистина впечатоците се импресивни. Дефинитивно, значи, ова е нешто што му треба на стручните училишта. Уште еднаш да се заблагодарам на Националната агенција, која што најверојатно за нас, за средните училишта, е нешто најдобро што можеше да ни се случи, за да можеме да добиваме вакви грантови, да ги реализираме заедно со нашите професори и ученици. Националната агенција за европски образовни програми е таа која што практично најмногу истражува и им помага на средните училишта. Романија е всушност само една од дестинациите на која што се упатија едно од средните училишта во Македонија. Практичното искуство е незаменливо. Така да. Генерално Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја управува програмата Erasmus+, која што е водечка програма за образование, обука и млади во Европската унија, на Европската комисија. И ние работиме со многу училишта во Република Македонија, односно со сите заинтересирани училишта во Република Македонија, но особен фокус ставаме на училишното образование и на средното стручно образование, имајќи во предвид дека средното стручно образование е тоа што фактички треба да ги исфрли кадрите на пазарот на трудот или треба да ги учениците да ги опреми со такви знаења со кои што би можеле да излезат на пазарот на трудот. Особено вакви проекти од типот на проекти кои што се во себе имаат компонента на практична работа се особено значајни за нас и ние генерално поради тоа и високо ги цениме тие апликации. Во стручното образование веќе добиваме доста такви проекти. Минатата година, 2015 година, завршивме доста успешно од целосниот фонд кој што го имавме на располагање за сите сектори во образование и млади, кој што беше 4 милиона и 300 илјади евра, 97% веќе имаме реализација на средствата, што е исклучително висок процент, а во однос на стручното образование повеќе од 25 училишта учествуваат веќе во проекти од овој карактер и имаме реализирано повеќе од 600.000 евра во овој сегмент. Ова е исклучително важно, имајќи во предвид дека учениците и наставниците кои што работат директно во стручното образование можат да се први може да остварат мрежа на соработка со колеги и со соученици низ Европа, но е битно дека може да направат да изведат една практична работа во европски земји кој што е исклучително важно после за учениците кои што од кои ќе го завршат училиштето во своето CV или во својата биографија може да напишат дека имале ваква апликација и може да приложат Европас сертификат кој што ја препознава оваа обука која што е поминали или оваа практична работа која што поминале на европско ниво. Така. Марија, една од ученичките која што беше во Романија, би сакала да ми го покажем и сертификатот да ми го подадеш на нашите гледачи. Кажи ми какво беше искуството во Романија, што се случуваше таму? Во Романија извршуваме практична настава. Работевме таму преку дено, во сабота и во недела имавме одмори и шетавме низ градови. Тешко ли беше да се постигне во текот на целиот ден, со оглед на тоа што практичната настава понекогаш знае да биде и напорна, меѓутоа е искуство кое што сепак е незаменливо? Не беше нешто напорно, беше многу забавно. Мислам, за мене беше забавно, да се надевам и за другите. Стекна нови пријателства, верувам? Да, нови пријателства, мои другари, моја возраст. Прошетавме таму, запознав нови места кои воопшто не ми беа познати. Која струка си? Текстилна струка. Колку ова практично знаење кое што го стекна во Романија ќе ти помогне да речеме во пронаоѓањето работа?
Понатаму? Јас мислам дека многу ќе ми се најди, бидејќи таму научив многу нешта што не можев овдека да ги научам и се надам дека ќе ми прикористи во мојот живот, во моето школување и мојата работа. Верувам дека е така. Практично учениците кои што имаат можност за посета на практична настава се, ајде да речеме, готов кадар по завршувањето на образованието. Имаат дополнително знаење кое што секако е потребно. Секако во право сте, значи меѓутоа ние и преку нашите кариерни центри ги подготвуваме учениците како да пронаоѓаат работа. Еве сега доаѓам, значи, од некој друг семинар кој што се одржуваше во Брисел и таму посебно колегите од западните земји кажуваат дека повеќе не можете да аплицирате вие директно, туку мора да имате изготвено унифицирано CV кое што работодавецот би го препознал и би ве повикал на интервју, се со цел вие полесно да најдете работа. Значи не е доволно само да го познавате теоретскиот дел, некогаш не е доволно нити практичниот дел кој што го имате во училиштата. Меѓутоа потребно е да знаете и некои други вештини, како работа во тимови, познавање на англиски јазик, одлично познавање на онлайн апликациите. Тоа сето ние го подготвуваме во нашите кариерни центри и се надевам дека сето тоа и ни помогна при апликацијата која што од Националната агенција беше препозната како една од подобрите. Господин Димитров, споменавте дека има голем интерес од училиштата за практична настава? Да, апсолутно има и ние сме многу среќни. Во изминатите 2 години целосниот фокус го ставивме на училишното образование, како што кажав, и стручното образование, бидејќи универзитетите и факултетите веќе имаат загазено длабоко во овие програми, тие добро ги познаваат апликациите, редовно аплицираат, студентите одат на мобилност, наставниот кадар на универзитетите исто така оди. И затоа фокусот практично го ставивме на училиштата, бидејќи ова е представува исклучителна можност да соработуваат и како што рече директорот со други училишта, како професорите и менаџментот на училиштата, но така и учениците. И преку овие мобилности, оно што е важно, освен практичната настава, овие ученици се подготвуваат и за едни други, тоа стекнуваат едни други вештини, soft skills, стекнуваат како што се комуникацијата, како што е работата во тимови, работата со некои апликации кои што можеби немаат шанса да ги видат тука, така што ние во изминатиот период сме разговарале со повеќе ученици кои што биле на ваква практична настава, кои што се исклучително задоволни. И во однос на делот на вработување, Националната агенција веќе од изминатата година почна да го оформи Националниот центар за Европас во Република Македонија, кој што е во рамките на агенцијата, кој што всушност представува основна алатка за креирање на CV или креирање на други дополнителни документи кои што се потребни при вработување, што сега им го ставаме на располагање на македонски јазик на учениците од Република Македонија и како и на младите луѓе од Република Македонија. Господин Димовски, што по враќањето на учениците? По враќањето ние направивме дисеминација, ги запознавме и останатите ученици и професори од нашето училиште со тоа што се случуваше во Романија. Не запираме тука, секако дека ќе продолжиме да работиме и на наредни апликации, се со цел и останатите ученици да добијат една ваква можност. Ако го одинава, аплициравме со текстилната струка, на наредната апликација планираме да вклучиме и други ученици од останатите струки, затоа што нашето училиште е стручно училиште. Сега веќе имаме искуство, знаеме како треба, знаеме кои сте важни карактеристики кои што учениците треба да ги посетуваат и да ги добијат како вештини од овие курсеви кои што се изработуваат во странство. Уште еднаш сакам да кажам, значи преку овој проект учениците беа максимално згрижени, почнувајќи од сместувањето, преку исхраната, преку можноста за дружење таму, преку можноста за останати забавни содржини. Можеби во шега велам, понекогаш на учениците да им дадевме пенкало и лист хартија да напишат што сакаат да доживеат во Романија, верувајте немаше да го напишат она кое што ние го видовме таму и навистина го доживеа учениците. Романците се покажаа како близок народ до нашиот, кој што ги свати сите оние потреби кои што ги имаат децата за време на нивниот престој. Верувајте, мислев дека 30 дена ќе бидат многу за учениците и најверојатно ќе побара да се вратат брзо дома, меѓутоа до последниот ден не беше така, тие сака и повеќе да станат. Ова е доказ дека соработката ќе продолжи и понатаму. За вашето, ајде да речам, следно патување со учениците и следни стекнати искуства ќе имаме повод се разбира да разговараме во Македонија наутро, а ќе информираме и за ангажманите на агенцијата за ова 2016. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Благодарам, Марија, и на тебе.